Синдикатот на УПОС воздржан, премиерот оптимист. Пред утрешната средба на која треба да се договорат околу додатоците и платите на административните работници. Од УПОС не се откажуваат од своето барање, а тоа е почитување на општиот колективен договор и додатоци на плата во висина од 30%. Премиерот Мицкоски од друга страна пак вели, тој колективен договор е истечен и додека да се договори нов, предлогот на владата, административните службеници, освен усогласувањето на нивната плата со растот на минималната, да добиваат дополнителни 8% годишно, според него треба да се прифати. Веќе имаме став, меѓутоа треба да се доизнесат уште неколку синдикални организации за става што треба да го предочи синдикатот на УПОС на државната средба со премиерот. Нашите мислам дека е многу јасно, ова е наше барање на синдикатот на УПОС од 2025 година, исто време оваа година кога го протестиравме, чекаме само премиерот да видиме дали ќе го прифати нашето барање. Па очекувам да излезат од партиската преградка тие неколкумина во раководството на Сојузот на синдикати и да се договорат со владата во интерес на работниците, односно во интерес на административните службеници, бидејќи уште тие, како што многу пати кажа поминатото, што тие 7700-7800 наши колеги немаат со владата договорен колективен договор, сите останати имаат. Во меѓувреме Сојузот на синдикати до законодавниот дом достави иницијатива со која бараат намалување на функционерските плати, односно коефициентите да се намалат за 40%, а како основица за нивната пресметка, наместо просечната да се смета минималната плата. Бараме веднаш иницијативата да усвојат, имаат време до вторник кога е веќе закажена седница на собранието да стават и европско знаменце, имајќи во предвид дека законскиот текст кој се бара да се измени не е од обемен карактер и не предизвикува финансиски импликации доколку него направат тоа. Како што кажавме, истата иницијатива со 10.000 потписи од 10.000 работници ќе ја доставиме до собранието. Дополнително од синдикатот уште еднаш денеска го повторија своето барање и за минималец од 600 евра и раст на останатите плати за 100 евра. За таа цел во вторник ќе ги блокираат влезовите на собранието. 2 дена подоцна блокади ќе има и пред Стопанската комора, а на 17 февруари најавија блокада и пред владата.